Добар ден и од мене. После оваква убава најава, Гого и да кажам, можам да ти расипам. Фала ти многу. Знаете што размислував? Кога планиравме да правиме прва младинска конференција, тоа беше што пред 2 години, напоменав нешто и вчера, кога беше и самото запознавање. И уште пред 2 години, кога размислувавме силе за прва младинска конференција, викам, тоа е нешто големо. Но Бог знаеше, во нашата срца стави дека ќе се случи токму ова. Затоа фала му на Бог за оваа конференција, за оваа прва младинска конференција. Фала ви на сите вас што денеска сте тука, што не сте на некое друго место. Јас ви гарантирам дека ќе си поминете стварно многу убаво. Јас ви гарантирам дека ќе научите нешто повеќе за оваа слобода која што денеска сите говорници верувам ќе говорат за тоа. И што да ви кажам друго? Како дел од организаторите на сето ова што се случуваше, поминавме низ многу убави денови. Поминавме низ многу убави дружења. Секако тука, фала Саричка. Секако тука беа, морам да кажам, и тинеџерите од Евангелска црква, која што се сретнувавме, на голем апел за нив. Кои што се сретнувавме во текот на договарањето на сето ова и си разменувавме идеи како, што да биде, што да се случува, како да биде интересно за младите. Бидејќи најбитно е тоа, ни беше целта на младите да спознаат повеќе за слободата и да им биде интересно. Не со цел ние да наполниме салата, иако е полна, него целта беше слободата повеќе да се спознае. Така да фала им и на Евангелска црква. И пак ја повторам, стварно беше многу возбудливо. Морам да признам дека на дел од нас, а исто јас ќе се вклучам во тоа, ние прв пат да говориме пред волку луѓе и прв пат нешто да спремиме. Така да фала за Гого и Ели, јас ве охрабрувам и ве поттикнувам да им давате поддршка во текот на целиот настан, бидејќи тие ќе ве водат и тие ќе ве упатуваат кон сите работи кои што ќе се случуваат во текот на оваа конференција. Може и за мене понекој аплауз. Океј, супер. Нешто јас спремив. Си носам тетрадка, бидејќи кажав и мене ми ова прв пат. Така да, размислувајќи за слободата, бидејќи слободата е стварно голема и неисцрпна тема, верувам. И ние сите сакаме на некој начин да бидеме слободни. Нели? Има луѓе кои што слободата ја посакуваат, ја сакаат, ја имаат, ама не се свесни. Така да, кога размислував за сето ова и викам, оваа тема, бидејќи, како што напоменав, сите нас ни е битна, посебно за вас младите, спремив нешто, така да слободно, ако нешто сакате да прашате, нели во текот на конференцијата ќе има и прашања, слободно можете на личината да прашате и ќе ви се разјаснуваат некои работи. Така да, јас размислував дека во денешно време сите луѓе, сите млади луѓе размислуваат нели за слободата. Тие разговараат и цели револуции се случувале за правата на слобода, да си ги добијат правата за слободата. Јас верувам дека денеска можеби со некои од другите говорници ќе се повториме во некои размислувања, во некои ставови, во некои стихови, но знаете, тоа е убавината. Таа е убавината, бидејќи ние сме сите заедно овдека во духот. Ние сме заедно во духот и битно е што од исти извор сите ние црпиме. А тоа е убавината, да сите ние различни, а на свој начин сум пишала, морам некогаш да се подсетувам, а на свој начин, во исти дух, да ја пренесеме пораката за вистината, што ослободува, како што и самиот Исус кажа. Може колку еден стих во контекст на ова да прочитаме во Евангелие по Јован, 8 глава, 32 стих. Јас ќе си читам од мојата Библија. 32. Вели: И
ќе ја знаете вистината и вистината ќе ја ослободи. Стварно многу интересно да запознаете вистината и таа да ја ослободи. Интересно. Размислав дека Исус покрај тоа не ослободи и по многу основи не ослободи од гревот. Не ослободи од подгрешните размислувања. Не ослободи од подгрешниот начин на живење на животот. Но она што главно Исус направи и што сакам да го споделам со сето ова со вас и што мене стварно многу ми отскокна додека го правев, дека го пишував ова, тоа е дека Исус го ослободи патот до таткото за ние сега слободно да можеме да пристапуваме кон Него, да пристапуваме без оглед на тоа од кај доаѓаме, да пристапуваме без оглед на тоа од која нација сме и да пристапуваме без оглед на тоа од кој пол сме. И без да си мислиме дека ние не сме достојни за тоа. Напротив, Бог не направи достојни и ни овозможи пристап кон таткото. Верувајте, тоа е многу голема слобода е тоа. И не само што не ослободи, туку и ни даде слобода за да можеме да делуваме во неа. Сега ќе ми речете, како да делуваме во таа слобода. Сум пишала дека ние можеме креативно, слободно да твориме. Сум пишала дека можеме да се љубиме еден со друг, со еден збор сите да живееме и да ја уживаме заедно таа слобода. И знаете, сето ова до сега што го кажав ми дава за право да бидеме пример за другите. Да бидеме пример за другите кои што не го запознале Исус. Ова истото го кажува и Павле во Библијата, каде што вели вашата слобода нека не ви биде за правење глупости, туку да ни биде пример за останатите. И сакам да кажам што мислев кога реков дека можете слободно да пристапувате кон Бог, како да пристапуваме. Пред некое време Светиот Дух ми зборуваше за слободна молитва. И размислував како можеме слободно да се искажеме, а тоа е да се искажеме без осуда, да не се замараме дали таа ни е теолошки точна, па дали денеска сме расположени, па не сум, па ми сметаат околностите. И едноставно таа молитва, што кога се молиме, уствари Бог сака да си слободен, затоа што тогаш ти имаш општање со Него. А тоа општање го нареков разговор со Тато, разговор со Бог. Друго што сакам да кажам дека кога размислував за сето ова и викам Господе, стварно е ова голема тема, се надевам дека ќе им се допадне. И викам уште повеќе нели треба да ни открива Бог и запишав, вика, знаете, запишав Бог е верен. И секоја наша молитва ја знае однапред. Ја знае однапред бидејќи тој не спозна прв и тој ја стави во нас таа молитва. Колку пати сме биле во ситуација да правиме било што, ние во секојдневието се соочуваме со секојдневни работи, одиме на работи и вршиме други работи. И секогаш не ни текнува да се молиме или да размислуваме за некоја ситуација, но тогаш Светиот Дух работи. Тогаш Светиот Дух не спие, не е уморен Светиот Дух. Тогаш тој ни дава човек, ни дава ситуација и ти наеднаш од таква состојба почнуваш да се молиш, почнуваш да се застапуваш за човекот и што е најбитно, ти си благослов. Ти си благослов за тој човек. Ќе ви кажам еден мој пример, може сум го кажала, некој од вас го знаете, ама ете убаво некојаш да се кажат работите. Јас имав еден став пред неколку години дека никогаш нема да пристанам да пушам цигари, сето тоа ми беше добро. Јас си сакав да си пушам цигари. Но знаете што беше најинтересното? Најинтересното беше што Исус не го мислеше, не го имаше истиот став со мене, не мислеше како што мислев јас. Така да сакам да ви кажам дека не сите ваши ставови кои што ги имате зацртано се совпаѓаат со Исус. Но знаете што е добро?
Бог си наоѓа начин, Бог си наоѓа луѓе, си наоѓа ситуација, си наоѓа време да едноставно таа ситуација, вашиот став го промени. Бог не е насилен, што е многу битно. Бог е джентълмен, Бог е нежен, Бог е љубов и ништо не прави насилно. И не прави безбол, не прави болно, затоа што јас тоа го поминав и едноставно како да никогаш претходно не сум пушила, така се осеќам. Така да Бог стварно така ослободува. Не ме болеше, како што кажам, беше се така убаво. Затоа сега да кажам дека не сите наши ставови ќе се совпаѓаат со ставовите на Исус, но како што кажавме, Исус си наоѓа и начин за сите тие работи да ги исправи. И замислете во таков јас мој став, Светиот Дух ми дава молитва за истото. Чекај, викам сега, нели јас сакам да пушам од друга страна ова, што се случува, но знаете резултатот на тоа е дека веќе не пушам 6 години. Сигурна сум дека има уште многу вакви примери и дека ако земам да прашувам од сите вас и сите ви имате по некој ваков пример каде што Светиот Дух прави чуде и каде што Светиот Дух ослободува. Јас бил верувам да бидете цврсти и сигурни дека Божите зборови никогаш не се враќаат празни. Многу битно, Божите зборови никогаш не се враќаат празни. Слободно сите вие можете да го правите истото. Исус 100% ве слуша, едва и чека на вас. Така да слободно можете и вие тоа да го правите. Знаете, сето ова до сега ми дава за право, слободно и одговорно тврдам дека нашите, ова ми беше многу добро откровение, дека нашата молитва е просперитативна. Така ми дојде како убаво откровение. Така да јас мислам дека кога се молиме во името на Исус, да бидеме трпеливи. Да не го презаме Исус, туку да бидеме трпеливи и да чекаме да Исус се прослави преку тоа, затоа што има сила во името на Исус. Знаете, и кога се молиме со неговиот авторитет, бидејќи ние него тука на земјата го застапуваме. Ја нареков просперитетна молитва, зашто молитвата, јас верувам дека молитвата не е создадена да бидат само зборови искажани на празно. Напротив, молитвата е создадена со зборови во сила, во вера, дека тоа што го бараме ќе се случи, и со авторитетот во кој што стоиме, а стоиме сите знаеме во десно од таткото. Така да силни сме во авторитетот, веруваме во тоа што го молиме. Затоа е просперитативна молитва. Браво за Исус. Знаете, тие зборови менуваат живот, менуваат ситуации, менуваат начин на размислување кој што на некому може да му го смени целиот живот. Може да прочитаме еден стих во Јуда 1:20. Добре? Забавно е? Тоа ми беше целта. Опа. Јуда 1:20 вика: а вие, мили мои, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера, вика, молејќи се во Светиот Дух. Вау, стварно прекрасно. Знаете зашто го кажувам сето ова? Го кажувам сето ова затоа што молитвата исто така покрај тоа може да биде водена и од емоција. Но таа молитва водена од емоција може да ви нанесе фрустрација. Може да ви нанесе осаменост, може да ви нанесе неугодна состојба на умот, која што те води, знаете, во насока да размислуваш дека ти си во погрешна насока во својот живот, емоционалната молитва. Јас верувам дека сте биле сите во таква, и јас си признавам, и јас сум била. Знаете, поради таква емоционална молитва, очекуваш молитвата одма инстантно да биде исполнета.
И ако не видиш напредок, истата таа моментална емоционалност те води кон само сожалување. Тогаш си ти најдобар, другите не чинат, а исто така тогаш и Бог е крив. Па ти не ме слушна и слични некои такви изреки кои што сигурна сум дека сме ги имале и ги имаме. Знаете, во ваков случај јас ви препорачувам да останеш стабилен. Да разговараш со својот пастор, со тој што мислиш дека знае подобро од тебе, но знаете што, останете во заедништво со него. Многу битна ствар е да не се тргаш на страна, туку да останеш во неговото заедништво. Во ваква ситуација, знаете што прави Исус? Исус ја гради нашата доверба. Исус ја гради нашата доверба и знаете, настапува со охрабрување, настапува со свежина и сето тоа ми доаѓа на памет дека, господи дечки, Исус Христос е нашата надеж. Исус Христос ни ја дава таа сила за да можеме така да функционираме. Фала му на Бог. Јас сум негде при крај, но за на крај, за да сумираме од сето ова, ќе кажеме дека нели Исус не ослободи и ни даде слобода да слободно пристапиме кон Таткото и со вера што и да побараме ќе ни биде дадено. Коки? Јован 16:23. Може. Јован вика, во оној ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина ви велам, што и да побарате од Таткото во моје име ќе ви даде. Вау, од кого можете друго вакво нешто да побарате и се да ви даде? Сте размислувале? Многу јако. Тоа значи дека сме слободни да правиме работи за кои сме повикани. А ние сите сме повикани за нешто. Да правиме. Така да, за крај ќе се помолиме и јас негде тука би завршила. Океј. Татко ме небесен, фала ти за овој ден, фала ти за оваа конференција, фала ти за овие дечки кои што се предобри, гледам дека се предобри. Фала ти, Татко мој небесен, што од сето ова Светиот Дух ќе работи во нив, Светиот Дух ќе им открие уште повеќе него што ќе се каже. Фала ти за тоа што можеме да го правиме ова. Фала ти што нивните срца се отворени денеска. Фала ти што нивните срца ќе примаат денеска. Фала ти, Татко мој небесен, што ги сакаш сите. Амин. Фала.